9 септември 2015 година, почитувани гледачи, термин за саботното издание на вестите на КТВ телевизија. Кавадаречкиот совет донесе одлука за ослободување на социјалците од плаќање на сметките за вода во период од октомври 2014 до октомври 2015 година. По предлог на советникот Горан Белевски од советничката група на СДСМ, Советот на општина Кавадарци на последната седница донесе одлука за ослободување од плаќање на сметките за вода и комуналии за сите социјално загрозени семејства. Како што тој образложи, ваквата мерка е повеќе од потребна за овие граѓани, бидејќи не се во можност да ги покријат своите трошоци по овој основ. Одлуката беше едногласно усвоена, а дозволува ослободување од плаќање на сметки во период од октомври минатата година до октомври годинава. За користење на оваа поволност, социјалците треба да достават решение дека се корисници на социјална помош и заедно со барањето за ослободување од плаќање сметки за вода и комуналии да го достават до општина Кавадарци. По однос на барањата ќе одлучува тричлена комисија составена од советниците. Реакции на жителите од новиот центар во Кавадарци, 24 часа биле без вода за пиење. Тие се жалат дека никој не одговарал и на нивните повици од јавното предпријатие Комуналец за да се информираат до кога ќе немат вода и поради која причина им е прекинато водоснабдувањето. Пренесуваме уште една реакција на жителите поврзана со работењето на јавното предпријатие Комуналец. Затната е канализацијата на улицата 7 септември во Кавадарци, фекална вода се излева по улиците. Жителите од улицата 7 септември во Кавадарци реагираа до нашата редакција дека безуспешно се обидувале да го пријават проблемот со кој се соочуваат во јавното предпријатие Комуналец Кавадарци, па побараа и јавна реакција. Имено тие втор ден се соочуваат со непријатен мирис на фекална вода која се излева од затнатата канализација. На сред улица, како од фонтана, се распрскува голема количина на вода. На овој потек под Агенцијата за вработување, пешаците мораат да бидат внимателни да не газат во фекалната вода, а возачите да не испрскаат некого. Жителите ни кажаа дека 2 дена безуспешно се обидувале да го пријават проблемот во Комуналец, звонеле на телефон, но никој не одговарал на нивните повици. Дознавме и дека на оваа шахта и претходно во 7-8 наврати се интервенирало, но проблемот не бил конечно решен. На овие високи температури опасноста од излевање на фекална вода е од голем ризик. Затоа еве и јавно ја пренесуваме реакцијата на овие граѓани. Екипите на Комуналец да бидат поажурни и навреме да ги отстрануваат ваквите дефекти, бидејќи се грда слика за градот, но и голем проблем за тие што живеат во непосредна близина каде се излева водата и за случајните минувачи. Вчера се асфалтираше улицата Пролетерска во Кавадарци. Оперативата на Урбан Инвест вчера работеше на асфалтирање на улицата Пролетерска во Кавадарци, се поставуваше така наречен абајучи слој од 5 сантиметри. Улицата е со должина од 200 метри, а целата површина од 1200 метри квадратни. За оваа градежна активност се потрошени 763.106 денари од општинската каса. Од локалната самоуправа информираат дека предвидените позиции за работа во програмата за комунално уредување ќе се извршуваат и во наредниот период. Доделени уште 3 решенија со кои се решава статусот на тројца вработени во детската градинка Праскичка во Росоман. Градоначалникот Стојан Челазов задоволен од заложбите на владата и Министерството за труд и социјална политика. Со помош од владата и Министерството за труд и социјална политика и со заложбите на локалната самоуправа се реши статусот на уште тројца вработени во детската градинка Праскичка Росоман. Решенијата на рака овие вработени свечено ги добија од градоначалникот на општината Стојан Челазов. Тој им се заблагодари за разбирањето и вложеното до сега, но изрази и надеж дека со уште поголем елан, креативност и посветеност и понатаму ќе ја извршуваат својата работна задача во градинката. Јас да искористам приликата преку вашиот медиум јавно да се заблагодарам на владата на Република Македонија, на нашиот премиер господин Никола Груевски, кој што на вистина најдоа сили, најдоа средства, од тие сили имавме, ама средства немаше многу, најдоа можност како да се реши статусот на сиве овие невработени луѓе во браншата на Министерство за труд и социјална политика, каде што нивниот статус не беше реден
решено, односно тие беа волонтери повеќе време и за жал нивниот труд беше на некој начин и експлоатиран, но со заеднички напори на локалната самоуправа, на Министерството, на владата на Република Македонија, еве конечно му се реши статусот на скоро сите вработени. Че тука мора да кажам и како што кажав уште еднаш да се заблагодарам, бидејќи навистина е горчлив проблемот да имате на едно работно место работат исто, а не земат исти плати, така да сега во овој дел таа една неправда е исправена и навистина мислам дека владата како што е тргнато, значи во иднина гледам дека ги решава комплетно сите работи и јас како градоначалник се трудам во делот на сите овие додека се решат, додека беа решавани овие проблеми, значи со вработените да колку толку се ублаже она експлоатација која што ја не е у прав смисол, но сите овие вработени беа запознаени со дека ќе имаме потешкоти. Сега му дојде крајот и навистина една голема благодарност на владата на Република Македонија за овие навистина важни работи кои што ги реши за вработените во јавната установа детска градинка Праскичка. 8 вработени имавме уште еден вработен кој што се откажа и во овој момент ја обслужуваме со 8 вработени и уште овие тројца остана со нерешен статус до сега, значи навистина ми е драго што сите 8 веќе ќе го чувствуваат колективот како свој и навистина тие до сега успешно се справуваат со сите предизвици кои што ги нивната професија ги нуде и верувам дека и во иднина, значи ќе го зголемуваме само капацитетот, бидејќи мора да кажам дека е задоволство кога се гледа дека капацитетот се исполни уште од првиот ден, дека нема доволно места, значи доаѓа тука и од другите населени места, ние сакаме детската градинка во Росман да ја развиеме во еден по-супериорен тип на градинки кај што ќе отвориме и во Сирково, да речеме. Јас се надевам дека и таму мерките на владата ќе заживеат, а веќе заживуваат, значи мора да кажам дека во прво одделение општина Росман 3 пати повеќе ги зголеми првачињата, што сега доаѓаат уште генерации од кои што навистина секоја година ќе бидат се повеќе во бројност, значи и на еден добар пат е Росман да се развие. Јас секогаш милувам да кажам дека повеќе деца, значи повеќе работа и за учители, и за наставници, и за воспитувачи, и за градинки, значи за сите оние професии кои што зависат од бројноста на луѓето, а тоа па ќе ни зголеме нацијата за која што сме сите среќни, за кој што владата на Република Македонија уште поодамна ги донесе овие мерки кои што еве од оваа година прв пат почна да дават и резултати. Наталитетот драстично оди во нагорна линија. Тоа е добар показател дека треба да се работи на проширување на капацитетите. Дисперзирана градинка ќе има, а тоа би значило во иднина и повеќе вработени, дециден е градоначалникот на Росоман. Вчера попладне во организација на Унијата на жени на ВМРО ДПМН Кавадарци се одржа хуманитарна акција на градскиот плоштад. Унијата на жени на ВМРО ДПМН Кавадарци денес активно се вклучува во реализација на хуманитарната акција Дарува биди хуман, која што е организирана на државно ниво, односно на територијата на цела Република Македонија, сите општински комитети на Унија на жени. Во ова време имаме хуманитарна акција, односно најпрви донаторски штандови, каде што граѓаните по претходната јавна објава на социјалните мрежи може слободно да донираат веќе собраните ствари. Значи овде имаме употребувана и нова облека, играчки за деца, средства за хигиена, па имаме најави за мебел. Веднаш ќе ги разгласуваме по семејствата, односно кај нашите сограѓани од загрозените групи на категории на кои што сметаме дека најмногу ќе им помогне. Се намалува сумата за наградата за животно дело Петре Прличко. Актерот што ќе ја добие оваа награда наместо 60.000 денари, сега ќе му бидат исплатени 30.000. Пониска сума ќе има актерската награда за животно дело Петре Прличко. Наместо досегашните 60.000 денари, од оваа година таа ќе изнесува 30.000. Одлуката за намалување на вредноста на актерската награда вчера ја одобри општинскиот совет. Инаку актерската награда за животно дело ја доделуваа општина Велес, Народниот театар и Сдруженијето на драмски уметници Джинот. Одлуката предвидуваше оваа награда да се обезбедува од средства од сите три иницијатори за нејзино востановување.
Во последните неколку години, еден од основачите, Народниот театар од Велес, се произнесе дека не е во состојба да го обезбеди паричниот дел од наградата, но за сметка на тоа, актерите секоја година ќе продолжат без надоместок да играат представа во чест на наградениот. Дополнителен проблем е згаснувањето и на Сдруженијето на драмски уметници. Тоа не се пререгистрирало според Законот за Сдружение, па нема буџет да го обезбеди паричниот дел за наградата Петре Прличко. Инаку и во иднина, одлуката за доделување на наградата ќе донесува 3-члена комисија. Сепак, наместо по еден член од основачите, сега изборот ќе го прават 2 представници од театарот, а еден член доаѓа по предлог на градоначалникот. Со измените на оваа одлука, Општина Велес од буџетот ќе го обезбеди паричниот дел на наградата што го обезбедуваше и досега и ќе обезбеди и цветен аранжман и плакета со ликот на Петре Прличко за добитникот на наградата. Што се однесува пак до предлозите за членови на Комисијата за избор на добитник на актерската награда Петре Прличко, 2 члена од комисијата треба да бидат предложени од институцијата чија основна дејност е театарската уметност. Во последните години стана пракса наградата да се врачува по повод денот на Општина Велес, 9 ноември, затоа што на тој ден во Велес има гости од повеќе збратимени градови од странство и овој настан е можност тие дополнително да се запознаат со нашата култура. Наградата за животно дело Петре Прличко досега ја имаат добиено 9 актери, востановена е во 2006-та. Нејзин прв добитник беше Благоје Спирковски Џумерко. Четири нови портрети од неодамна ја красат големата сала на Општинското собрание во Кавадарци. Станува збор за портретите на Мито Хаџивасилев Јасмин, Васил Хаџиманов, Никола Бадев и Петар Мазев, истакнати личности од поновата историја на Кавадарци, кој ги наслика ликовниот уметник Ставре Димитров Стадин. Интериерот на големата сала на Општинското собрание во Кавадарци од неодамна е комплетирано со уште 4 нови портрети од поновата историја на градот. Станува збор за портретите на истакнатиот публицист од Кавадарци Мито Хаџивасилев Јасмин, етномузикологот, собирач на македонското фолклорно богатство и долгогодишен музички уредник на Радио Скопје Васил Хаџиманов, доајенот на македонската народна песна, кој остави неповторливи интерпретации на народни песни Никола Бадев и портретот на еден од најистакнатите македонски представници на модерната уметност Петар Мазев. За овие портрети беше ангажиран познатиот македонски ликовен уметник Ставре Димитров Стадин, представник на руската школа, кој важи за одличен портретист, добро познат на кавадаречката ликовна јавност по учеството на бројни ликовни колонии. Инаку Стадин досега има изработено околу 5000 ликовни дела, од кои 2318 портрети во кои се бројуваат портрети на истакнати личности од Македонија, владици и црковни свештеници и еден од ретките ликовни уметници кој има благослов од Синодот на Македонската православна црква за да изработува портрети на свештени лица. Со неговите дела е застепен на сите континенти во светски музеи и приватни колекции. Од 2008 година е почесен член на Академијата за науки и уметност во Узбекистан. Инаку Ставре Димитров Стадин е роден 1941 година во селото Росен Леринско. Од 1955 година живее во Ташкент, каде во 1972 година завршил Академија за ликовна уметност. Тој е член на Сдруженијето на ликовните уметници на Узбекистан, а од 1986 година и на Друштвото на ликовните уметници на Македонија. Самостојни изложби имал во Рига, Талин, Омск, Ташкент и учествувал на бројни групни изложби, манифестации од областа на ликовната уметност. Од спортот, утре на Тиквешкото езеро ќе се одржи надпревар во далечинско пливање. За прв пат на Тиквешкото езеро утре ќе се одржи маратон во пливање или надпревар во далечинско пливање. Надпреварувањето ќе започне од 11 часот, а ќе се плива на 3 патеки. На патеката долга 2,5 километри ќе пливаат рекреативците, а на патеките од 5 и 10 километри во машка и женска конкуренција ќе се надпреваруваат пливачи од Кавадарци, Штип, Велес и Скопје од Пливачката федерација. Стартот е од Ресавскиот залив, близу пристаништето. Ќе се плива кружно.
Настанот е поддржан од локалната самоуправа Кавадарци. Утре овој натпревар ќе го отвори градоначалникот Александар Панов, а за учесниците ќе бидат доделени дипломи и пехари за најдобрите. Организаторите ги покануваат сите љубители на пливањето утре да дојдат на брегот на Тиквешкото езеро и да го проследат надпреварувањето. Во пресред на празникот 7 септември денеска во Кавадарци се одржа надпревар во стрелаштво. По повод денот на 7 септември, денот на ослободување на Кавадарци и 8 септември, денот на независност на Република Македонија, стрелачки клуб Кавадарци го одржува ова општинско првенство со ловечна пушка за пионери и пионерки. Поради финансиска состојба моравме да го сведеме овој надпревар на ниво на општина. Иначе знаете вие дека овој надпревар само беше од меѓународен карактер. Учесници има од општината пријавени и од стрелачкиот клуб имаме околу 20 учесници и како што гледате има интерес, но секој дека овој нашиот спорт не е некој атрактивен, така да мора на општината и пошироко финансиски да не помагат. Околку немаме помош, секој дека нашиот спорт полека ќе одумира. Сончево и топло со мала до умерена облачност ќе биде времето утре. Попладне ќе биде променливо со локален дожд, засилен ветер и опаѓање на температурата, особено во северните делови. Температурата ќе достигне до 36. Од понеделник ќе преовладува променливо облачно и посвежо време со сончеви периоди. Дневната температура ќе биде пониска за околу 6 степени. Информацијата за времето беше и последна во саботното издание на вестите. Секое добро со нашата програма.